Во мирисот на книгата уште еден компаративец кој ќе магистрира сценарио за филм и ТВ на факултетот за драмски уметности и умешно ќе пиша белетристика со ефекти на филмски сценарија, читаш филм. Амбициозно го почна својот бумбаров лет на 18 години со првиот роман и продолжува со креативни импулси во сите литературни родови. Пиша проза, поезија, драма, есеистика, филозофски текстови, сценарија, главен и одговорен уредник на Современост и Стожер, а од неодамна директор на библиотеката Гоце Делчев во Гевгелија. Неговиот последен роман, Анатомија на бумбарот, е на прво место во категорија источна европска литература во Kindle, продавницата на Амазон. Добре дојде за Стефан Марковски. Добре дојде, Стефан. Фала, Татјана, на поканата. Само една исправка, уредник на Стожер. Уредник? Да. А, на Стожера, нова? На главен и одговорен. Добро, па не биди скромен, Стефан. Сакам да прочитам нешто од твојот рецензент, професор Александар Прокопиев, вели за твојата книга Анатомија на бумбарот, куризитетно откачена, убаво и сочно раскажана приказна, раслоена во делови кои во себе носат и гнев и пркос од една, хумор и гротеска од друга страна. Што би рекол, нели, професор Александар Прокопиев за твојот роман? Што велиш ти? Од каде таков сублимат на наука, на компјутерска технологија, лудилото на конгломератот Дубај, сайберсекс, алгоритми со кои што интимноста е на продажби, тоа обично за 30 гроша. Јас се збунив кога читав, многу термини ми беа непознати. Што знам, мозаик од теми, мозаик од области, мозаик од веројатно и дискурси, личности, како што ја гледам и целата литература, и затоа не мислам дека можам некогаш да мирувам во литературата. Во голема мера ја гледам и како игра. Значи, не можам пресериозно да ја сватам литературата. Од една страна, да, ја сваќам сериозно, меѓутоа друга е самата во известна смисла еден експеримент. Начинот на кој што формално ќе се изрази еден автор е помалку важен од самата приказна. Сите овие елементи се обидов на свој начин да ги структурирам во една некоја одредена наративна стратегија која што доловува приказна онака како што доловува. Од каде бумбарот како предизвик? Буквално имаш познавање од биологија. Како го опиша бумбарот, ја не знаев дека е такво едно совршено всушност летачко суштинство. Па многу го поценуваме, нели? Сите ја знаеме таа метафора за бумбарот дека нели као не треба да лета судејќи по неговите карактеристики, Многу е дебел, па брмчи. Да. Меѓутоа, од друга страна, сето тоа е ирелевантно, толку земеме предвид некоја си вештина која што други инсекти ја немаат, особено нели други крилати суштества, како птици и така натаму. Значи, бумбарот може да стои прилично стабилно во едно место, речиси во точка. И некои пчели, оси и така натаму, исто така располагаат со слична способност. Нели се мислело долго време дека не може да лета, меѓутоа нели Антуан Магнан зборел дека научника. Да, дека не може да лета, меѓутоа ете 100 години или така нешто после сите тие теоретски сваќања со супер квалитетни камери се доловува точниот начин на кој што лета, тоа е во ги мафта книлата на малку поинаков начин. На тој начин создава еден слој од воздух кој што му овозможува да лебди практично. Таа метафора се однесува на уметникот во конкретниот случај, иако истата може да се однесува и на поголем број други професии. И затоа главниот лик пред се го гледам како уметник, а приказната на некој начин е борба, метафора, па и алегорија за таа една борба која што уметниците ја имаат. И одовде предпоставам дека Сашо Прокопиев ја видел гротескноста на приказната. Ако Шарл Бодлер се видел во Албатросот 8 или Кренат на небото, каде што Џганот не може да ја препознае неговата големина и бил буквално неразбран, проколнат поет, како твоите перцепции
како те препознава тебе, читачката публика? Еве, наградуван си со доста награди. Дали твојот Бумбаров лет има нека перспектива? Дали добро ќе атерираш? Тоа останува на времето. Не можеме ние да предполагаме што ќе се случи, меѓутоа ono што можам да го кажам е дека се трудам да го правам онака како што ми налага импулсот на времето во кое што создавам. Би рекол дека поголем дел од делата кои што ги создавам се создадени вехементно и буквално во еден здив. Значи не сум мирувал едноставно додека не ја завршам книгата. Иако сум имал истовремено фокус кон повеќе дела одеднаш. Одеднаш. Сум имал и такви периоди. Меѓутоа гледам да ги... Компаративец, не си виновен ти. Споредбено. Што да правиш? Да. Има ли вистина во сето оно што го пишуваш за таа информатичко-компјутерска технологија, сайбер свет, термини кои мене ми беа непознати? Од каде ти знаење за такво нешто? Па не е нешто особено тешко да се дознае што е Dark Web или Darknet. Што е? Нели тој забранет дел од интернетот, многу мистифициран и така натаму, свет кој што... Паралелен свет со... Обичниот интернет, меѓутоа тоа е систем, збир од неиндексирани страни, кои што обичен пребарувач како Google не ги прикажува, затоа што нели се во зоната на забранетото или во друга смисла недостижен сегмент од човечкото делување, особено од сферата нели на криминалот. Каде како што е случај со книгата, буквално хара криминалот секаков облик, вклучувајќи и платени убијци. Од каде ти инспирација за вакво нешто? Имаш ли конкретно некој порив или нешто велиш сублиматот повеќе работи? Па кажав дека тоа е некој лик кој ти бил баш онака инспиративен за да го изградиш како еден конкретен лик, не до таа мера до која повеќе борбата на која што уметничката борба на начинот на кој што сум ја сватил, се до мигот кога сум го пишувал романот. И до ден денес во голема мера го сваќам тоа така. Сметам дека уметникот е, значи, навистина тешко да може да екзистира. Не верувам дека некојаш ќе се случи нешто приближно до тоа што било во минатото, да се екзистира. Од перото? Дали од перо, дали од сликарство, со некои минорни исклучоци, реално, во светски рамки. Мога да речеме авторката на Хари Потер. Да. Исклучок, нели? Да, па добро, има и во сликарството, има и во други уметности и така натака. Меѓутоа сега збориме ние за еден идеалистички порив на писателите или на уметниците генерално. Да, ликовните уметници така натаму, да може да екзистира од оно што го создава, што е и најнакрај нели целта во известна смисла заради која што сме овде на овој свет. Тоа може да го правиш. Ова е баш типичен роман за екзистенцијализам, малку дистописки, интересно направен, оформен, меѓутоа е баш филозофијата на екзистенцијализмот. Машко-женските односи. Што ќе кажеш ти како автор? Како сакаш да ги насочиш? Љубовта, страста? Машко-женските односи во известна смисла ја динамизираат оваа борба, бидејќи обете страни си имаат свој начин на справување со предизвиците на материјалниот свет. Од туѓани ли се од реалниот живот? Во која смисла? Во смисла дека веќе никој никого не може да гледа како партнер, како некој со кој што сака да го дели своето собитие, од како што се живее на дистанца преку нели. Може би повеќе тоа се однесува на женскиот лик. Да. Веројатно. Машкиот лик во еден дел од приказната, од таа меѓусебна интеракција останува идеалист. Иако и во поглед на она што го работи, го губи неговиот идеализам после она точка на пресврт со новинарот, така да кажам. Неговиот однос кон жената, девојката Инес, остава простор за интерпретација кон читателот. Не би сакал да навлегувам премногу длабоко зошто е тоа така.
би било добро самите читатели. И перспективите се може да се буквално од повеќе страни, како има динамика, пластичност, кога ги градиш ликовите, да можеш од повеќе перспективи да ги наблюдаш. Оставаш некако простор самите читатели да дават своји дефиниции за тие машко-женски односи за ликовите. А воедно мислам дека се динамизира самата нарација. Можеш ли една, да речеме, твоја реченица, твоја идеја или порака, зошто треба да се пишува и понатаму, зошто треба да се... Нели сме, како го доживаш ти феноменот, повеќе писатели отколку читатели? Како ми се чини дека има повеќе книги отколку што има некој што ќе ги прочита тие книги? Што се случува? За жал во македонската литература е тоа особено нагласено и се повеќе ќе се нагласува, не гледам знаци дека тоа ќе поднамали. Од една страна е и добро тоа што може да се даде глас, повеќе гласија во литературата, да се даде глас на поголем број различни автори. Со тоа може и да се збогати литературата, од друга страна комуникацијата со публиката останува на авторите кои што се најпопулистички настроени кон читателите. Тоа е еден друг екстрем. Комерцијален. Токму така. Комерцијализацијата на литературата и целосната некомерцијализација се два екстрема. Екстрема. Крајности. Да. И читателите треба да се обидуваме да го негуваме тој дух на читателите на критички ориентирано читање, затоа што без тоа не може ниту литературата да обстои. Тоа се рефлектира и во културна смисла долгорочно и овде треба да дојде улога според мене, значи колку што е можно да влијаат институциите, меѓутоа треба и да се влие од многу повеќе. Проблемот мислам дека е многу посложен од стрикно институционална гледна точка. Еве ти како директор на библиотека, сега повеќе ги согледаш можеби тие работи. Дали гледаш дека опаѓа читачката концентрација и воопшто членството во библиотеката, земањето книги од страна на и средношколци и повозрастни луѓе? Искрено се поклопува со она што го знаев. И претходно. Да, не е дека нешто отскокнува од таа представа што сме имал. Реалноста е дека публиката сака, најголемиот дел од публиката се разбира, гледа да го добие она што е потребно. Значи, некој, ајде така да го наречеме, пластично функционалистички предзнак во однос на читањето. Значи, функција има конкретната функција е опуштање, релаксација. Не е критичко размислување, не е естетика, не е некоја подлабока метафизичка интеракција со помеѓу реалноста на читателската свест и реалноста на книгата. И толпата како повеќе сака мирисот на храната, отколку мирисот на духовната храна на книгата, како да не гледаме императив, нека желба. Тоа е така, меѓутоа сепак треба да се остане доблесен да се твори. Еден автор е должен кон себе си да продолжи да се бори. Всушност тоа е токму и пораката на еден малку поинаков начин, ироничен, саркастичен, гротескен начин, меѓутоа тоа е пораката на книгата за која што зборував. Да, самиот велиш, но јас секогаш ќе летам кон својот избран цвет. Може би ти е тој лајт мотивот. Твојот избран цвет. Па мислам дека откривте повеќе од доволно. Со таа мисла. А што планираш понатаму? Кој е твојот следниот цвет? Имаш ли нов предизвик да седнеш повторно да? Имам оние 15 минути слободно време во неделата. Дури 15 цели минути. 15, цели 14 и пол веројатно. Помалку од 15. Тие 14 и пол минути буквално ги користам за да напишам така неколку реда од една нова книга, нов роман, тоа всушност. Да оставиме да биде изненадување. Така, ќе оставиме. Ти благодарам на гостувањето. Страница МК, се надевам повторно или ќе се сретнеме со нека твоја нова книга, а мирисот на книгата и понатаму ќе се шири низ етерот благодарение на линкот страница МК.